Ова се попладневните вести на Слободен печат. Еве што е ново кај нас и во светот. Нов ужасен случај со силување на дете ја потресе јавноста. Овој пат се работи за 14-годишно дете кое ја силувало својата помала сестра, додека нивните родители не биле дома. Силувањето се случило 2 пати во февруари годинава, а момчето се товари за кривично дело родосквернавање, соопшти од основното јавно обвинителство Гостивар. Малолетниот брат подолг временски период испраќал пораки со непристојна и експлицитна содржина на жртвата, а во 2 наврати против нејзина волја ја принудил на сексуални односи, соопшти обвинителството. Алармантни бројки за сексуална злоупотреба покажуваат наодите од анализата на Народниот правобранител за сексуална злоупотреба на деца над 600, најмногу под 15 години, биле силувани, полово нападнати или принудени да живеат во вонбрачна заедница со возрастни луѓе во период од 6 години, односно од 2020 до 2025 година. Жртви биле и деца под 10 години, а немалото сексуално злоставувано дете имало под 3 години. Најголем број на жртвите се деца на возраст од 11 до 15 години, околу 90% се девојчиња, додека пак според етничката припадност најмногу се од македонска и ромска националност. Министерот за здравство Азир Алиу денеска спаси бездомник од можна ампутација на ногата. Човекот кого го сретнавме на улицата Македонија на клупа спроти канцеларијата на Народниот правобранител беше одминуван од сите со голема и очигледна инфекција на левата нога, која го оневозможува да се движи и да ја носи патиката на таа нога. Тој даде изјава за Слободен печат за голготата што ја поминувал во здравствениот систем, кој ги игнорира најсиромашните и најранливите категории граѓани, наспроти она што налага Хипократовата заклетва. Редакцијата на Слободен печат се обрати до повикувачкиот центар 112 со барање за итна медицинска помош, но првично немаше реакција. По интервенција на министерот Алиу, екипа на итната медицинска помош пристигна на местото и го транспортира пациентот во ургентниот центар при клинички центар Мајка Тереза. Председателката Гордана Силјановска-Давкова денеска го пречека председателот на Швајцарската конфедерација Ги Пармелан, кој престојува во официјална посета на земјата. Председателите одржаа тет-а-тет средба пошто следеше пленарен состанок на македонската и на швајцарската делегација. Во фокусот на разговорите беа севкупните билатерални односи, при што 3-децениската соработка се оцени како пријателска и плодна. Во пресрет на 1 мај, меѓународниот ден на трудот, работниците и Сојузот на синдикати на Македонија повторно излегуваат на протест со јасна порака. Минималната плата не обезбедува ниту основни услови за живот, а институциите не покажуваат доволна волја за суштински решенија. Во интервју за Слободен печат, председателот на Сојузот на синдикати на Македонија Слободан Трендафилов вели дека меѓународниот ден на трудот е денот кога протестите и демонстрациите се должност кон работничката борба во минатото и обврска кон работничката борба во иднина. Оваа година главното барање на работниците е зголемувањето на минималната плата, кое за жал се уште не се случило. Косово се подготвува за уште едни предвремени избори, откако парламентот вчера не успеа да избере нов председател, туркајќи ја најмладата европска нација назад во екот на политичка криза, пишува Reuters. Парламентот имаше рок до полнок да избере шеф на државата, откако мандатот на председателката Вјоса Османи заврши на почетокот на април, но премиерот Албин Курти не успеа да ги убеди опозицијските партии да гласаат за неговиот кандидат. Се очекува Хаџију наскоро да го објави датумот на изборите. Тоа би било трето гласање за нешто повеќе од една година.
Државните службеници кои работат во судовите и во службите за социјално осигурување денеска штрајкуваат со барање за подобрени мерки за безбедност при работа, еден ден откако 89-годишниот маж застрела и полесно повреди 5 нивни колеги во 2 последователни напади во центарот на Атина, објави Кати Мерини. Вработените во судовите штрајкуваат од 9 до 11 часот предпладне. Нивниот синдикат ја обвини владата дека не обезбедила соодветна безбедност во судските згради ширум земјата и повика на итна акција. Земјите од Европската Унија мора да ја насочат својата енергетска помош главно кон ранливите домаќинства и индустрии или ризикуваат залудно да потрошат милиарди евра, додека војната во Иран влијае врз цените на нафтата и гасот, предупреди денеска претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен. Војната на САД и Израел против Иран во комбинација со одмаздата од Иран, како што е блокирањето на Ормускиот теснец, ја чини Европската Унија речиси 500 милиони евра дневно, зголемувајќи ги цените на пумпите и стравот од недостиг на гориво за авиони во рок од неколку недели. Председателот Володомир Зеленски објави дека Украина ќе го отвори извозот на оружје преку така наречени договори за дронови, но дека нема сите земји да имаат пристап до експертизата што е тестирана на бојното поле во Киев, пренесува Euronews. Станува збор за специјални договори за производство и испорака на украински дронови, ракети, муниција и други барани видови оружје, воена опрема и софтвер, како и обезбедување на експертиза и технолошка размена потребна за Украина. Мајка од Австралија која лажно тврдела дека нејзиниот 6-годишен син има рак, за да собира донации и да финансира раскошен начин на живот, е осудена на повеќе од 4 години затвор, пренесува BBC. 45-годишната жена од Јужна Австралија му ги избричила косата и вегите на синот, му ги преврзала главата и рацете и му давала лекови како дел од измамата со која ги довела во заблуда семејството и пријателите да соберат илјадници долари. Ова беше се во денешното издание на Попладневните вести. Имете убаво попладне. Пријатно.